Добар ден на сите присутни. Најпрви да ви посакам добре дојде во новата зграда на Министерството за надворешни работи. Би искористил ова можност да ве запознавам со три поклучни теми кои сметам дека го обележа изминатиот период во доменот на надворешната политика. Најпрво нашата европска агенда, последниот извештај на Европската комисија за Република Македонија. Сметам дека имавме доста можности да поздравиме четвртата поред препорака за отпочнување на процесот на преговори со Република Македонија. Сметам дека се работи за една исклучително важна препорака од страна на Европската комисија. После три последователни препораки, силна порака од страна на Европската комисија дека е потребно да се отпочне процесот на преговори не само поради логичниот тек и нивото на усогласеност на македонската легислатива со она во Европската унија, туку и поради задржување на кредибилитетот на самите институции на Европската унија. Ние го поздравивме овој гест и ова оценка и она на што се обврзавме дека и во следниот период ќе продолжиме со несмалено темпо на остварување на сите оние цели кои ги имаме зацртано во рамки на програмата за приближување кон и полноправно членство во Европската унија. Би сакал да кажам дека ги поздравуваме сите факти и сите изјави кои следеа во овој период во поглед на потребата за задржување на определена динамика во целиот процес на проширувањето. Она на што се обврзавме е дека динамиката на остварување на реформи нема да биде смалена во следниот период. Воедно имавме една зголемена активност во делот на билатералната комуникација со сите земји членки на Европската унија, вклучително и особено со оние од нашето соседство. Мислам дека земјите кои веќе се приклучија кон европското и евроатлантското семејство во изминатиот период има дополнителен мотив и причина да бидат еден мотор и генератор на понатамошни позитивни пораки од аспект на европската интеграција. Би ги спомнал во вториот дел оние актуелни остварени посети во изминатиот период. Позначајно е секако 67-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, каде што имавме повеќе активности, билатерални средби, секако определена динамика и контрибуции во делот на дебатите кои се однесуваат на владење на правото, нешто што мислам дека е особено значајно за секоја земја членка на Обединетите нации. Го искористивме ова присуство во Њујорк и за афирмирање на нашата регионална агенда. Го остваривме првиот министерски состанок на ниво на министри за надворешни работи од процесот за соработка во Југоисточна Европа под македонско претседавање. Пораките кои беа упатени од таму е дека е потребна една зголемена динамика во регионален контекст на размената и поддршката помеѓу земјите од Балканскиот полуостров и дека таа регионална соработка и тие искрени релации кои сакаме да ги воспоставиме на билатерално ниво треба да бидат клучен фактор за придвижување на целиот регион кон полноправно членство во Европската унија. Воедно имав можност да учествувам и на самитот на франкофонијата во Киншаса. Значителна активност и мислам дека доста добра можност за релативно мала земја како Република Македонија да ги афирмира своите позиции, да има активна улога на меѓународен план и воедно да гради релации со голем, широк круг на земји, поширок од само нашиот потесен регион, создавање на можности и мислам дека се работи за нешто што е исклучително значајно за земја која се гледа како активен фактор и на подолг рок на меѓународна сцена. Последната активност која би сакал да издвојаме посетата на Варшава и министерскиот состанок посветен на меѓурегионална соработка. Вишеградската група, Полска, Унгарија, Чешка, Словачка имаат исклучително активна агенда во доменот на натамошно проширување. Од аспект на нашиот регион се работи за земји кои се силни поддржувачи на продолжување на процесот на проширување, но исто така и земји кои неодамна го изминале тој процес и можат значително да придонесат во размена на искуства, во соработка, во правец на остварување на заедничката
европска агенда. Оние пораки што таму ги слушнав беа пораки за натамошно консолидирање на мирот и просперитетот во Европа, а тоа неизбежно минува преку интеграција на земјите од Балканскиот полуостров во рамки на Европската унија. Беше значајно исто така што за прв пат во овој формат беа поканети и представници од трите земји од нашиот регион, Романија, Бугарија и Грција, кои се веќе дел од НАТО, Алијансата и од Европската унија. Имавме можност да размениме и со нив и тие пораки што ги слушнав од овие три земји беа дека секоја од нив гледа придобивка и за самата себе од натамошно приклучување на земјите од регионот во рамки на Европската унија. Очекуваме тоа да биде преточено и во процесот на носење на одлуки во Брисел за натамошната динамика на процесот на проширување, особено во оној дел кој нас не интересира, односно отпочнувањето на процесот на формални преговори за пристапување кон Европската унија. Третата тема која би сакал да ја споменам во оваа можност е конкурсот кој се однесува на македонското национално малцинство и заедниците и диаспората, како во рамките на Балканскиот полуостров, така и пошироко. Министерството за надворешни работи ја продолжи праксата на поддршка на активностите на организациите и здруженијата во соседните земји и секако онаму каде што имаме позначајна диаспора од Република Македонија. Конкурсот е објавен и трае од 1 ноември до 15 декември. Би ја искористил оваа можност за сите оние физички правни лица кои сметаат дека имаат солидни проекти да предложат за да бидат финансирани од страна на Министерството за надворешни работи за афирмирање на оние клучни интереси и стратегиски би рекол цели да аплицираат, да учествуваат, да покажат определен интерес и зголемена активност во овој дел. Проектите се во насока на реализирањето на право на културен идентитет на македонците надвор од Република Македонија, дополнително зголемување на нивните активности, воедно придонес кон зачувување и негување на македонскиот јазик и култура. Имавме бројни успешни проекти во изминатите години. Мислам дека она што ја издвои минатата година во овој правец беше одржувањето на курсеви по македонски јазик во повеќе населени места и држави од соседството и во поширок контекст. Мислам дека беше особено значајно тоа што започнавме со онлайн настава за изучување на македонскиот јазик. Реализиравме повеќе тематски радио и телевизиски емисии на македонски јазик, следствено на ова и активностите на летниот камп 2012 во Охрид беа доста значајни за создавање на определени мостови и комуникација помеѓу најмладите представници на македонските заедници во нашиот регион. Би сакал да нагласам дека во овој период бевме исклучително активни и на создавање на, односно афирмирање на определени иницијативи и проекти кои сметаме дека не приближуваат со сите останати земји од нашето соседство и кои имаат определена европска димензија, односно се одлична рамка за презентирање надвор од Балканскиот полуостров на она што може да биде корисна соработка помеѓу земјите кои се веќе дел од Европската унија и оние кои се на пат да се приклучат кон тоа членство. Мислам дека сите овие настани активности кои ги споменав во претходното излагање практично по трите теми се вклопуваат во еден таков пристап, кој е пристап на идна земја членка на НАТО и на Европската унија, која може да биде активен партнер и учесник на меѓународно поле. Сакал да ви се заблагодарам. Да, почитувам да ни поведете доколку има прашање. Повеле Слободанка. Ќе размениме некаков сличен документ како со Грција пред да решава за датумот за преговори за Македонија. Каков документ? Не разбрав. Дали со Бугарија ќе размениме некаков документ пред да се решава за давање датум за преговори со Македонија, бидејќи вчера видов дека бугарскиот министер најави некаква си рамка за некаков документ веќе дека е подготвена во Бугарија и сите информации одат во тој правец дека ние нешто треба да испорачаме и на таа адреса. Ви благодарам за прашањето. Сметам дека во првиот дел на одговорот се содржеше она што го спомнав во излагањето, а се однесува на
фокус на енергијата на конкретни работи, конкретни проекти кои не приближуваат, кои се основа за градење на искрени односи, искрени релации помеѓу земјите во нашиот регион и особено оние кои се веќе дел од Европската унија и оние кои се на пат да станат дел од Европската унија. Тоа е првиот дел. Во делот на комуникацијата ние имаме редовна комуникација, редовни размени, формални и неформални средби. Во повеќе наврати имав можност да комуницирам и со својот бугарски колега. Она што го слушнав и што мислам дека е охрабрувачки факт е дека Република Бугарија сака да биде активен контрибутор и дека сака да работи во корист на целиот регион за проширување на семејството земји кои се дел од Европската унија. Не мислам дека е корисно поставување на било какви пречки или потешкоти на овој пат, бидејќи се работи пред се за мировен проект, нешто што треба да значи ширење на полето на стабилност, на сигурност, на просперитет за граѓаните од целиот регион. Второ, се работи за тема која носи придобивки за сите земји во нашиот регион, без разлика дали се веќе во Европската унија или не се. И трето, мислам дека Европската унија има достигнато определено ниво на свесност дека не смееме да направиме попречувањето или недоволниот поттик за натамошно проширување во определен момент да стане интересна, односно привлечна практика. Сметам дека треба да се фокусираме на конкретни проекти, тоа е и нашиот пристап кон ова прашање. Ние, мислам, од македонски аспект, тоа што е клучно е дека имаме витален интерес да градиме одлични односи со сите наши соседи. Тоа и го правиме на практичен начин. Со сите нив гледаме да ја фокусираме енергијата на изградба на подобра инфраструктура, конкретно со Бугарија во изминатиот период имаме земено веќе кредит за ревитализација на железничката пруга. Активно сме инволвирани во привлекување на средства за финансирање на завршување на автопатската мрежа. Инсистираме за поголема посветеност од страна на Република Бугарија за завршување на граничниот премен Клепало, кој секако дека ќе придонесе за уште поголеми врски и поврзаност помеѓу двете земји, прекогранична поврзаност. Сме целосно фокусирани на остварување на она што е заеднички интерес и презентирање на заедничките интереси на сите земји од регионот таму каде што треба, во Брисел. И воедно сметаме дека секој треба да поаѓа од аспект на заедничкиот интерес. Во тој контекст мислам и дека се одвиваше и кореспонденцијата која имавме. Имав можност да упатам неколку клучни пораки до нашите бугарски соседи во писмена форма, кои се однесуваа на тоа дека секако дека имаме разбирање за определени приоритети или чувствителност, но дека се согласуваме по однос на тоа каков треба да биде пристапот во идниот период. Пристапот мислам дека треба да биде прагматичен, со фокус на она што е битно и суштински за поврзување на земјите. Во делот на оние теми кои периферно се наметнуваат, мислам дека имаме целосна согласност дека историјата треба да ја препуштиме на историчарите. Дека во тој контекст тие дебати треба да ги водат оние кои се стручни за тој домен. Дека Република Македонија има интерес да има европски пристап кон секоја од своите соседи која чувствува дека има потреба од определена дебата, но дека тоа мора да се задржи во рамки на оние на кои тоа им е работа. На политичките водства и на представниците во земјите треба да им биде приоритет практичното поврзување и покажувањето на посветеност на практичната соработка. Во овој поглед би потенцирал и тоа дека практичната соработка се одвива на едно доста конструктивно ниво, например помеѓу директоратите за Европска унија во двете министерства за надворешни работи, дека имаме размена на искуство во определени предизвици со кои се соочувале во процесот на преговори, нешто што очекува и Република Македонија, и дека ваквиот тип на соработка е нешто што е исклучително значајно и е во интерес на граѓаните од двете страни на границата. Тоа е нашиот пристап и мислам дека со еден таков пристап мора да очекуваме исто толку европски пристап и од било кој друг соговорник од соседството, вклучително и од Република Бугарија. Како ќе го
Добро, ова е нашиот пристап. А како ќе го коментирате нивниот пристап, особено изјавите на председателот и на министерот за надворешни работи вчера? Значи критиките за Македонија за дискриминаторски однос, антибугарска политика, за проблеми на бугарските бизниси овде, па дискриминирање на граѓаните што се чувствуваат како бугари во Македонија. Значи има отворени критики вчера. Освен тоа, министерот за надворешни работи пред 2-3 дена изјави дека ако Македонија сака поддршка во декември, тогаш ќе мора да се смени. Значи, Што да се смени, да се смени во пристапот, во однесувањето, очигледно. Тоа во парламент го кажа. И уште една работа, дали се согласувате со предлогот на председателот Иванов за заедничко празнување на Денот на Европа и на Денот на воспоставување на дипломатски односи меѓу двете држави? Би почнал поврата редослед, бидејќи повеќе прашања поставивте. Во поглед на празнувањата, мислам дека се работи за исклучително европски пристап, доколку ни е навистина важно за тоа заеднички да покажеме определена символика дека гледаме во ист правец. Мислам дека е многу подобро да се фокусираме кон иднината. Празнување на Денот на Европа е, мислам, одлична можност да покажеме колку сме посветени на најуспешниот мировен проект на овој континент, а тој е наречен Европска Унија. Во делот на коментарите за, да речеме, определен пристап или потребата од негово менување, мислам дека во претходното мое одговарање на прашањето бев доста исцрпен во објаснување на тоа што е нашиот пристап. Искрено не гледам никаква фалинка во еден пристап кој е искрен, кој е отворен и кој дава соодветен третман на секое прашање кое е од определено значење. Нашиот пристап, и тоа е она што е нашата агенда во водење на една европска политика во билатералните односи со сите наши соседи, вклучително и со Република Бугарија, е следниот. Доколку имате интерес за историја, да ги оставиме историчарите да ја третираат. Доколку имате интерес за определено практично прашање, пример, да градиме инфраструктура, да отвараме гранични премиња, да се поврзуваме, да имаме заеднички проекти, да се занимаваат оние на кои тоа им е во описот на работно место. Мислам дека што повеќе практични проекти имаме, тоа повеќе ќе ги одразиме интересите на граѓаните од двете страни на границата. Што повеќе се оптеретуваме со прашања кои не се во доменот на она што би требало да биде третман на билатерални односи од практичен аспект, мислам дека само можеме да обремениме таквата. Сакавте да поставите дополнително прашање? Не, сакам да поставим прашање да ми одговорите. Критиките на председателот вчера не беа ова. Нити за инфраструктура, критиките на председателот Плевнелиев вчера на средбата со Филе беа сосема поинакви. Значи, тие зборуваат за националистичка реторика, за дискриминаторски однос, за омраза на говор во медиумите и така натаму. Мислам дека таква една оценка не ја одразува реалноста. Не сум во состојба во моментов да најдам нити еден конкретен пример кој би ги преточил ваков тип на квалификации во определено конкретно действие. Она што е конкретно е изјавите кои константно ги имаме, климата која константно ствараме и градењето на добрососедски односи на еден суштински начин. Што значи добрососедство? Мислам дека дефиницијата за добрососедство е искреност во односите. Ние сме исклучително искрени во однос на градење на добри односи со сите наши соседи. Тоа е највисок приоритет и во една таква клима мислиме дека треба да се градат односите од аспект на заедничката иднина која очекуваме да ја имаме во рамки на Европската Унија. Не би можел да дадам никаков дополнителен коментар на изјави или оценки кои не се основани на конкретни работи. Тоа што одразува реалноста е дека Република Македонија пристапува искрено кон ова, дека ги пресретнува сите оние чувствителности кои ги имаме од регионален аспект и ви кажувам дека и во нашата устна и во нашата писмена комуникација имаме изразено ред на активности и на иницијативи кои сметаме дека се основа или дефиниција за она што би представувало добрососедство. Тука би го сместил и тоа дека, да речеме, определена тема која е значајна треба да се излезе во пресред,
И исто така дека еден определен клучен интерес, и не би го подценувал во тој контекст интересот за имање на подобра инфраструктура и подобро поврзување, бидејќи тоа е многу релевантно за градење на добрососедски односи. Не би го подценил воопшто значењето на тој аспект и мислам дека со такво градење на односи и такви оценки и такви пораки, мислам дека мораме да очекуваме еден европски пристап. Нашата агенда е таа. Агендата е се интегрираме во исто семејство, доколку имаме потреба да адресираме определени прашања, треба институционално да ги адресираме на место каде што е најсоодветно. Значи можеме да имаме дебата можеме да имаме празнувања, еве конкретно европски пристап во тоа, можеме да имаме дебата по определени прашања кои сакате да им дадеме рамка и контекст на она што се одвестува и Република Македонија е проактивна во тој правец. Благодарам, да продолжиме со други прашања. Јас прашање, министре, што се однесува до Грција, денеска е 1 ноември, кога мислите да му одговорите на вашиот грчки колега за меморандумот? Веќе е одговорено принципиелно и по линиите на што е наше размислување. Формалното ќе следи многу брзо. Мислам дека тоа што е најзначајно во овој контекст е дека мораме да се фокусираме на она што значи главна порака или главна идеја во рамки на заедничката цел, односно интегрирање во ЕУ. А тоа е да ги почитуваме определените правила и норми и да се базираме на неселективен начин на она што е воспоставена обврска и воспоставена релација. Од страна на Република Македонија ќе се потрудиме максимално позитивно да одговориме на секоја идеја и иницијатива за приближување кон таа заедничка идеја, која е интегрирањето во Европската Унија, и мислам дека секоја земја од нашиот регион, особено Република Грција, има интерес да придонесува кон реализација на таа идеја. Доколку се согласиме околу тоа, мислам дека во голема мерка ќе се олесни и комуникацијата на сите нивоа. Мислам дека практично на ниво на граѓани, на ниво на бизниси, соработката се одвива на одлично ниво. Тоа што треба да го рефлектираме е да бидеме искрени и посветени на онаа заедничка агенда во следниот период. И во тој правец гледам на можноста да имаме определена соработка во тој дел и почитување на неселективен начин на сите оние обврски превземени од минатото и целосна посветеност во диалогот кој сакаме да го имаме. Повелете, Павле Мирчевски. Спомнавте дека ќе се потрудите максимално позитивно да одговорите на каква било иницијатива или кон приближувањето до заедничка цел Европска Унија. Зборам за меморандумот со Грција. Во тој меморандум има една точка кај што се вели дека решението треба да се бара во рамките на одредница со севкупна употреба. Значи тоа е првиот дел од прашањето, како мислите на тоа да одговорите, и второ, дали може попрецизно малце да се каже ако прифати Грција воопшто Македонија да добие датум за преговори, рамката која што нуди Европска комисија за отворање на прашањето во рана фаза, бидејќи има доста спекулации или доста информации што би значило тоа рана фаза од преговарачкиот процес. Добро, има два елементи во прашањето. Мислам дека во првиот елемент од аспект на пристапот кон меморандумот, она што е значајно е да се биде непристрасен. Непристрасен значи да се земаат во обзир пред се оние непристрасни оценки по однос на било која разлика. Тука во секој случај мислам дека највисокото правно тело на Обединетите нации се има произнесено во однос на права и на обврски и на почитување на определени права и на обврски. Во делот на обврските превземени од страна на Република Македонија за кои сме компетентни да одговараме е дека оценката е дека секогаш сме ги испочитувале нашите обврски и дека исклучително проактивно сме пристапувале кон секоја обврска, вклучително и кон отворениот диалог кој сакаме да го имаме со сите наши соседи, вклучително и со Република Грција. Мислам дека тоа е линијата на одговорот на она што би можеле да очекуваме од аспект на одговор. Македонскиот пристап е конструктивен, но македонскиот пристап е пред се принципиелен. Во делот на како ми беше формулацијата на вториот? Рана фаза, да. Мислам дека мораме и тука да почитуваме едно воспоставено правило во рамките на Европската Унија,
дека билатералните прашања имаат третман на билатерални. Европската унија и процесот на интеграција во Европската унија мора да биде фиксиран врз оние правила кои се дадени во правната рамка на Европската унија и Европската унија нема никаков интерес да комбинира билатерални прашања со прашања поврзани со динамика на интегрирањето, односно водење на преговори и заклучување на тој процес. Од тој аспект, мислам дека е најзначајно да се задржи логиката на остварувате определени критериуми, преминувате во потребната фаза, а дека фактот што имате заедничка цел, а тоа е членство во Европската унија, треба да биде дополнителен фактор за олеснување на било кои билатерални потешкоти. Само на тој начин се надминати сите билатерални прашања кои постоеле во сите претходни процеси на проширување. Не смееме да дозволиме такво правило и таков пристап да биде прекршен во овој случај. Повелете други прашања колку има. Добро. Доколку немате ви се... Значи, Повелете. председателот предложи да се празнува Денот на Европа, не знам, Денот на воспоставување дипломатски односи и така натаму. Бугарите бараат празнување и славење на личности и настани од минатото. Очекувате дека тие ќе се согласат на ваков предлог? Видете, мислам дека битно е што сакате да постигнете и кој ви е методот кој сакате да го постигнете. Доколку целта е да постигнете заедничко празнување заради одбележување на фактот дека имате заедничка иднина, мислам дека Денот на Европа е сосем соодветен датум за тоа и е веќе пракса во огромен број на европски земји. Доколку целта ви е само да имате дополнителна тема или дополнително прашање, мислам дека методот не соодветствува со тоа што сакате да го постигнете. Јас мислам дека треба да се фиксираме на пристапот кој го имаме предложено и кој мислам дека е сосем соодветен. Секое прашање да си добие свој тек во рамки на оние институции кои се надлежни за тоа. Мислам дека третирањето на историските прашања треба да биде третирано од историчари. Она што се однесува на политички, на интеграцијски аспекти и приоритети треба да биде третирано во рамки на политичките институции кои се релевантни за таква една соработка. Благодарам за вниманието. Благодарам. Имаш уште едно прашање? Да, имам уште едно прашање. Кажете. Добро, министре, вие имате јасна позиција во однос на реакциите на бугарските колеги ваши дека со историја треба да се занимаваат историчарите и тоа е конструктивен пристап. Меѓутоа, сакам да ве прашам конкретно, дали може да ни одговорите во таа ваша дипломатска преписка, на што вашите бугарски колеги ви замеруваат, на кои историски личности, на кои злоупотреби наводно од македонска страна? Мислам дека е исклучително релевантно прашањето и до овој момент не сум видел ниту еден релевантен аргумент кој може да биде база за таква една констатација. Она што го гледам е сосем различна во реалноста, односно заеднички интереси, добра соработка во процесот на усогласување и размена на искуства од аспект на европските интеграции, заеднички интерес и исклучителна можност и за бугарските колеги или представници од другата страна да работат од аспект на земја членка во Европската унија на зголемено мобилизирање на фондови за реализирање на проекти помеѓу двете земји, а не сум слушнал ништо конкретно што може да биде аргумент за пласирање на теза која не би одела во правец на добрососедство. Мислам дека добрососедството доста добро го дефиниравме во денешниот разговор и сметам дека добрососедство се базира на практични проекти и на искреност во пристапот. Принципиелен е пристапот, очекувам иста таква принципиелност и од нашите соговорници. Само на тој начин мислам дека ќе можеме и да помогнеме во градење на она што е интерес на граѓаните на Република Македонија и Република Бугарија во овој случај. Ви благодарам многу. Благодарам.